Ваше високопреосвещенство, Ваше високопреподобие, преподобни и честни отци, браќа монаси и сестри монахини, возлюбени гости и пријатели. Се наоѓаме во навечерието на големата прослава на великата годишнина на свештената Бигорска обител, 1000 лета од нејзиното основање од страна на нашиот отец меѓу светиите, првиот и славен охридски архиепископ Јован Дебранин. Јубилеј кој во себе открива еден недогледен океан на духовност, историја, просвета, родолюбие, преродба, светост. Овој ден представува всушност оцртување и заглавие на 1000 години живот и сведоштво и на подвиг и жртва на оваа свештена скинија на честниот претеча и крстител Јован и го заокружува смиреното постигнување на нашата свештена монашка заедница. Стоејќи со восхит и благоговение пред оваа величенствена годишнина, нашите срца се исполнуваат со благодарност и со должна почит кон нашите благочестиви предшественици, кон починатите отци и браќа наши, кои во своите срца го запишале словото на вистината и ни оставиле образец на вистински живот и неспоредливо наследство. Просејќи го сега нивното застапништво пред Бога, со умиление и почит извикуваме вечен им спомен. Вечен им спомен. 1000-годишното наследство во кое што се слева текот на богослужбениот и аскетско-исихастичкиот живот го направиле ова место плодотворна почва за обожение. Едемска градина за духовно наситување и за успокојување, прибежиште на душите изморени и обременети од гревот и светот. Во текот на 10 изминати столетија, Бигорски заблескал подобно на горната ода во Ерусалим и во него секојдневно се слуша шумот на Педесетницата. Оваа благословена падина на Бистра се открила како нова Таворска гора, каде што преку зраците на таворската светлина се преобразиле и осветиле многу души. Реката Радика пак се покажала како некој нов Јордан, каде што непрестајно одекнува претечевиот повик за покаяние: покајте се, зашто се приближи Царството Небесно. Повик кој што силно одекнал во нејзината клисура со векови и оттаму се ширел како ехо низ нашите градови и села. Поседувајќи го светото предание на православната црква и благословот да се биде еден од првите и најзначајните опшежителни манастири на славната Охридска архиепископија, Бигорската обител станала татковина на обожени личности, кои жртвувајќи се себе си во подвигот на смирението, послушанието и љубовта, дале непроценлив влог за благоуспевање на црковниот и општествениот живот во Македонија и покажале дека евангелскиот тип на човек не е утопија, ами реалност која се остварува, се живее низ светотаинскиот живот на црквата. Личности кои покажале дека човекот е навистина боголик, создаден според. Ние сведочиме за црквата Христова, сведочиме дека постои вистински прототип на човек, дека тој се наоѓа во неа и дека преку него таа преживеала толку долго време, дека таа возлюбената, која е целата убава и нема дамка, преку благодатта на Светиот Дух, го образува охристовениот човек, личностниот човек, вистинскиот човек. Таквиот човек и денес насушно му е потребен на нашето современо општество, растргнато од суровите влеченија на неверието, сомнежот, релативизмот, нихилизмот и технократијата. Кон богопрославеното Бигорско 1000-летие на наша чест, но и на голема одговорност, се додаваат и последниве 2,5 десетлетија, откако возобновен монашкиот живот во него.
накалемено на духовната ризница, на благодатта Божија, напластувана на ова осветено место со векови. Нашето скромно монашко братство смирено ја продолжува мисијата на своите предходници, чие што присуство од Небесната црква силно го чувствува и преку него се утврдува. Издвоиме името на почитуваниот архипастир на ова богочувана Дебарско-Кичевска епархија, неговото високо преосвештенство митрополитот господин Тимотеј и самиот замонашен во Бигорски, тој е архиерејот со чие што благослов во 1995 година се возобнови монашкиот живот тука, откако од неговите свештени раце мојата недостојност го прими рамноангелскиот монашки постриг. Го сметам за голем Божи благослов и за историска придобивка за нашата црква, тоа што во тоа време на епископската катедра во нашата епархија се најде токму овај монахолюбив архипастир, кој уште од почетокот се постави кон нас праведно, правомислено и пред се татковски. Во духот на светото православно монашко предание, митрополитот господин Тимотеј му е подари на манастирот потребната благословена слобода и доверба, тоест внатрешната автономија, загарантирана од правилото на древните манастирски типици и правилници, а кое што дословно гласи: а манастирот ќе биде во се слободен и непороблив, сам со себе господарејки и владејки, потполно уживајки ги своите власт и авторитет, и владеан, според зборовите на Свети Василий Велики, од аристократска свес и од еден отец Ава игумен, кој го носи спасителовиот лик. Имајќи ја ова слобода во домот Господов, нашата монашка заедница можеше непречено да го продолжи делото на славните бигорски граѓани, кои што сега се жители на небото и кои од лоното Аврамово го продолжуваат со нас нашето заедничко дело да се сведочи за радосната вест за Царството Божио. Освен околу манастирското устројство, правомислието на митрополитот господин Тимотеј се покажа и во однос на светото таинство на исповеста, без кое не е можно човек да го очисти своето срце и да го види Бога, знаејќи дека духовното раководство не е просто административна институција во црквата, востановена од известни канонски одредби, туку со векови востановена пракса во светоотечкото предание, еден личносен однос и заедница во Христа. Митрополитот не само што значително помогна да се возобнови ова прекинато таинство кај нас, туку согласно учењето на православната црква дозволи слободен избор на духовен раководител и на свештениот клир и на верниците во светот. Се сеќавам кога со доаѓањето во Бигорски му споменав дека мојот духовник е на Светагора, дедо Тимотеј ми одговори дека нема никаков проблем со тоа, дека изборот во однос на исповеста е личен за секој човек. Заради сето ова, како и поради вашата несебична помош и поддршка за прославата на великиот јубилеј архипастир у наш свет, ве молиме да го примите од нашите синовски раце највисокото милениумско одликување на свештената Бигорска обител, лента со звезда и крст со ликот на чесниот претеча. Достоин. Много
торжествуваме духовно, зашто ова е денот што го создаде Господ, за да се зарадуваме и да се развеселиме во Него, да прославуваме и да се радуваме заедно со знајните и незнајни свети што го осветиле ова место и да му благодариме на троединиот Бог и на Свети Јован Претеча и Крстител, што не удостоија во наше време оваа света обител да го одбележи своето 1000-летие. Историјата што се пишува денес од нас бара залог да го продолжиме милениумското светоотечко течение, да и ние последните да се удостоиме да се впишеме во славната бигорска повест и со Божја помош да оставиме добри плодови за идните генерации, наследници и подвижници. А патронот на свештената обител, честниот Претеча, нека ја сочува здрава, неповредена и славна до крајот на вековите. Амин. Амин. Свештени владико, високо преподобен Андрите, пречесни оци, драги брати и сестри. Денеска сме собрани во овој свет манастир за да одбележиме два значајни поводи. Едниот е Воскресниот ден, за кој нашата народна песна вели: нашата вера е убава, секоја недела е Великден. Вториот повод е да одбележиме и годишнината од постоењето на оваа свештена бигорска обител. Уште во давнешните времења Бог го опоменувал избраниот еврејски народ преку устата на пророкот Мојсе со зборовите: гледајте да не го заборавите заветот на Господа вашиот Бог, што Он го склучи со вас. Нашиот народ, откако ќе го прими христијанството, ќе започне да се просветлува и да се издигнува на нивото на останатите културни народи. Пред примањето на христијанството, не само македонскиот народ, туку и сите словенски народи немаат сериозни показатели за своето културно наследство и не даваат особен придонес во културата во светски размери. Но со примањето на Словото Божјо, преку рамноапостолните се словенски просветители Кирил и Методи, а особено преку нивните најзначајни ученици Климент и Наум, делото на сите браќа заживеело и на нашите простори пуштило особено длабоки корени. Токму Евангелието ги учело нашите предци да го почитуваат заветот Божи, односно евангелските заповеди, и да ја негуваат верата Христова. Постојат сигурни податоци дека овој манастир постоел во 11-тиот век, време кога Самуиловата држава била поразена од страна на византискиот император Василije II. Со паѓањето на Самуиловото царство, како на политички, така и на социјален план, во животот на нашиот народ настапила тешка и специфична состојба. На црковен план пак исто така нашиот народ се соочил со потешкоти, бидејќи на Охридската црква ќе биде одземено патриаршиското достоинство и ќе биде рангирана како архиепископија. За прв архиепископ ќе биде избран игуменот Јован, кој бил старешина на некој манастир во Дебарскиот крај. Во подоснежниот период, со падот на Византија и настапувањето на османлинската власт, нашиот народ ќе доживе уште потешка судбина, бидејќи во 15-тиот век османлиите ќе се служат со секакви средства со цел да го исламизираат христијанското население. Тие на христијанското население ќе му нудат различни привилегии на материјален, социјален и друг план со цел да ја прифатат исламската вера. За жал, еден дел од населението на овие краишта во подоснежниот период нема да успее да одоле на овие понуди и ќе го прими исламот. Но најголем дел од населението на овие простори ревносно ќе ја сочува верата, јазикот, писмото и народноста. Тоа е така најмногу благодарение на дејноста на ова светилиште, кое постојано ги подсетувало нашите предци на заветот Божи. Во поновата историја нашиот народ, како и другите балкански народи, преживеа големи миграции од село во град, а особено во поново време и во други земји.
но верата и јазикот македонски не поврзуваат со нашата родна татковина Македонија, а манастирите како што е Бигорскиот манастир не опоменуваат и предупредуваат да не ги заборавиме татковските корени, верата на нашите предци и македонските обичаи и традиции. Овој јубилеј од 1000 години нека ни послужи да се подсетиме и на дамнешната историја, да помислиме на денешницата, но да размислиме и за заветот кој треба да го оставиме на идните поколенија. Ова света обител светела и го осветлувала патот на нашиот македонски народ низ долгата и тешка историја. Таа и денеска свети, просветлува и осветлува секоја душа која ќе го посети овој наш духовен и национален стожар. Да се обратиме со молитва кон Господа, тој да ја излие својата благодат врз ова света обител, како досега, така и одсега, таа да свети, да не утврдува, за да одиме по Христовиот пат, да го зачуваме националниот македонски бит и верата во Христа воскреснатиот. Да се надеваме на милоста Божја, за во иднина овој свет манастир да биде за прослава на Севишниот Бог и за спасение на нашите души, а пред се на братството и на преподобниот, односно на преосвещениот владика Партени. Истовремено искажувам својата најискрена благодарност како архиереј на оваа свештена и прочуена Богоспасаемска епархија Дебарско-Кичевска за убавите зборови искажани од страна на игуменот, односно на преосвещениот владика. Верувам дека ги искажа од искрено срце. Се разбира дека не сум толку заслужен колку што ме пофали, но во секој случај искажувам благодарност од секој добар збор, на секого му прилиши, па и јас сум човек од крв и месо и би бил нескромен ако не кажам дека ми се пријатни. Благодарам уште еднаш на сите. Благословено сега и секогаш и во вечни векови. Придете да му се поклониме на царот нашиот Бог, придете да му се поклониме и да паднеме пред на царот нашиот Бог. Придете да му се поклониме и да паднеме пред самиот Христос, нашиот цар и Бог. Благословувај го, душо моја Господа, Господи Боже мој, си се возвеличил многу. Во слава и великолепие си се облекол, ти кој се облекува со светлина како со облека, го простираш небото како шатор, со вода ги покриваш дворовите своји. Облаците си ги поставил за да преминуваш по нив и се движиш на крилјата на ветрот. Ветровите ги прави своји гласници, а слугите со огнен пламен. Ти си ја поставил земјата на цврсти основи, таа нема да се разниша во вечни векови.
Бездната е како риза, за нејзина облека на горите стојат води. Од Твојата закана тие бегаат, од гласот на Твојот гром се бојат. Се издигаат, горите се спуштаат, долините на места што сум ги определил. Си поставил граница преку која нема да преминат, ниту ќе се вратат да ја покријат земјата. Си управил извори во кои спуштаат глас. Ти ги напојуваш горите од своите височини, од плодовите на Твоите дела се наситува земјата. Ти правиш да расте трева за добитокот и растенија за потреба на луѓето, за да произведат леп од земјата и вино што го весели срцето на човекот, и елеот кој блеска лицето негово и леп што го закрепнува срцето на човекот. Се заситуваат дрвјата по полето, кедрите ливански што си ги посадил, на нив птиците си прават гнезда, елките им се живеалишта на штрковите, високите гори на срните, камењата прибежиште на зајаците. Он е создал месечината да ги определува времињата, сонцето го знае својот запад, спушта штемнина и настанува ноќ, тогаш излегуваат сите горски ѕверови. Лавовите рикаат, заплени бараат од Бога храна за себе, изгрева сонцето, а тие се собираат и легнуваат во своите легла. Човекот излегува по своја работа и работи се до вечерта. Колку се многубројни делата Твои, Господи, со премудрост се си направи. Земјата е полна со Твоите созданија. Тоа море е големо и пространо, таму се движат безброј гадинки, мали и големи животни. Таму пловат кораби, таму е змејот што си го создал да си игра во него. Сите тие од Тебе чекаат да им дадеш храна навреме, им даваш, примаат, ја отвораш Твојата рака, се наситуваат со блага. Го одвраќаш ли Твоето лице, се смутуваат, им го одземеш ли духот нивни, умираат и во земјата своја се враќаат. Го испраќаш духот свој, се создаваат, ти го обновуваш лицето на земјата. Нека пребива славата на Господа во веки, нека се весели Господ за делата своји. Погледнува ли кон земјата и таа се тресе, се допрели до горите тие димат. Ќе му пеам на Господа целиот мој живот, ќе му пеам на мојот Бог се додека постојам. Нека му биде мила беседата моја, ќе се веселам во Господа, да исчезнаат грешниците од земјата и беззаконици да нема повеќе. Благословувај го, душо моја, Господа. Сонцето го знае својот запад, спушта штемнина и настанува ноќ. Колку се многубројни делата Твои, Господи, со премудрост се си направи. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Алилуја, 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 слава Ти Боже. Алилуја, 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 слава Ти Боже. Алилуја, 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 слава Ти Боже. Надеж наша, Господи, слава Ти. Во мир да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За небесен мир и за спасение на нашите души да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За мир во целиот свет, за благосостојба на светите Божји цркви и за соединување на сите да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За овој свет храм и за оние што влегуваат во него со вера, побожност и страв Божји да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Преосвештениот митрополит наш Тимотеј, преосвештениот епископ Артемий, за честното свештенство Христа ѓаконство, за сиот клир и за сите луѓе да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За Отецот и Име наш Партени архиерей, за светово Христа, наше братство и сестринство, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За благочестивиот и христолюбив православен народ наш
и за Христолюбивото воинство да се помолиме на Господа. За да му помага да покори понозете негови секаков неприятел и противник, да се помолиме на Господа. За ова света обител, за секој град, земја и сите кои живеат во нив со вера, да се помолиме на Господа. За благотворен воздух, за изобилие на земни плодови, за мирни времења, да се помолиме на Господа. За оние што пловат, патуваат, боледуваат, страдат, за заробените и за нивно спасение, да се помолиме на Господа. За да се избавиме од секаква тага, гнев и опасност, да се помолиме на Господа. Боже, заштити не, спаси, помилуй, запази не со Твојата благодат. Спомнувајќи ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна, владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија. Пресвятаја Богородице, спаси. Зашто Тебе Ти прилега секоја слава, чест и поклонение на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Блажен муж и жене иде на совет нечестиви и на пути грешних не стань и на седалищи губителей не седе. Аллилуйя. Господи, Божа Его, и
Живи на небесе, посметься и Господь поругається и Аллилуйя. Одна возблагодарим именом Своим и яростью Своею святая. Аже поставлене сърца родnego над Сионом, горою святою Его, возвещая и повеление Господне. Аллилуйя. Низ историјата Бегорскиот манастир многу пати бил разрушуван, опустошуван, пожаруван и напаѓан, но успеал да остане центар на духовноста, од кој денес излегуваат монаси што го продолжуваат црковниот живот на Македонската православна црква. Манастирскиот комплекс го сочинуваат соборната црква, костурницата, Селенската кула, комплексот манастирски конаци. Манастирскиот конак Горни палат е изграден во 1814 година. Од десната страна е делот со монашките кели, а од левата страна се сместени магерницата, пекарницата, трпезариите и големиот синодикон. Целата историја на манастирот е отсликана токму во големиот синодикон. Исто така, во синодиконот има представи од 4 градови – Охрид, Солун, Киев и Константинопол, со кои нераскинливо е поврзана Охридската архиепископија. Бегорскиот манастир бил основан од страна на монахот Јован во 1020 година на местото каде неколку години порано ја пронашал чудотворната икона на Свети Јован Претеча, која, како што се прераскажува, лепдела над извор со вода. Околу храмот почнало да се собира монашко братство, со што Јован Дебарски станува првиот ктитор на светата Бигорска обител. Како што веќе кажав, низ историјата многу пати бил разрушуван, а денешниот изглед на манастирот датира од крајот на 18 век, а најголем напредок доживува за време на игуменот Арсени, кој ги обновил старите конаци и повекал мајстори кои му ги дале впечатливиот карактеристичен изглед. Централно место во Бегорскиот манастир го зазема соборниот храм или католикон. Тој бил изграден по углед на светогорските манастири кон крајот на 18 век и представува еден од првите храмови со големи димензии. Најубавиот украс во црквата е иконостасот, врвно резбарско дело на мијачките копаничари Петре Филиповски Гаркат од село Гари со својата тајфа и Макари Фрчковски од Галичник. Во истиот период, кога работеле двајцата копаничари, биле повикани познатите зографи од Самарина, Михаел и неговиот син Димитар, кои ги завршиле иконите на иконостасот, така што заедно со иконите тој формира една целина, еден целосен приказ на светото писмо во резба. Резбаните правоаголни табли под престолните икони се најубавиот дел на иконостасот во Бигорски. На овие табли е потврдена виртуозноста на мијачките копаничари, нивната недостижност во резбарството. Тука, на овие простори, се представени повеќе од 500 човечки и околу 200 животински фигури. Покрај иконостасот, Бигорски манастир е познат и по иконата на Свети Јован Крстител, за која се верува дека има чудотворна моќ. Чудо е начинот на кој му се појавила на ктиторот Јован. Чудо е и нејзиното исчезнување во немирните и бурни времиња, но таа секогаш пак се појавувала, сведочејки за вечно живиот дух на манастирот, кој како феникс одново се раѓал од урнатините. Пак во мир да се помолиме на
Исклучителниот фреско живопис и мајсторски изработениот иконостас, главната манастирска црква во Бигорскиот манастир е посебна и по нешто друго, а тоа е балдахинот, изработен во Елбасан. Балдахинот е уникатно резбарско дело, какво не може да се најде во ниту една друга црква. Тој едноставно лепди во воздух на чесната трпеса, прифатен со 4 вериги. На секоја од 4 страни на балдахинот се вкомпонирани повеќе представи од Светото писмо. Благодата во црквата ја дополнуваат и чудотворните мошти на повеќе светители кои се наоѓаат во големиот ковчег или кивот. Тука се наоѓаат моштите на Свети Јован Крстител кои се мироточиви и исцелителни, како и моштите на повеќе светители кои на овој начин се молитвено и благодатно присутни во храмот и луѓето може да се поклонат пред нив. На средина на кивотот е изгравиран еден голем сребрен крст во кој е вградена честичка од честниот крст на Господ Исус Христос. Usliši ja
воскриша сетне. От мене і не стискає душу мою. Славте, Господи, Ти єси уповання моє, часто я єси на землі живий. От мій моленіо моєму, яко сміхся цело.
Горни Палат е отсликана целата историја на манастирот, целата 1000-годишна историја. Исто така, ќе видите малку подоцна, во Синодиконот има представи од 4 градови – Охрид, Солун, Киев и Константинопол, со кои нераскинливо е поврзана Охридската архиепископија. И еве само за подсетување да кажам дека Бигорскиот манастир бил основан од страна на монахот Јован во 1020 година, на местото каде неколку години порано ја пронашал чудотворната икона на Свети Јован Претеча, која, како што се прераскажува, лебдела над извор со вода. Околу храмот почнало да се собира монашко братство, со што Јован Дебарски станува првиот ктитор на светата Бигорска обител. Низ историјата Бигорскиот манастир многу пати бил разрушуван, опустошуван, опожаруван и напаѓан, но успеал да остане центар на духовноста од кој денес излегуваат монаси што го продолжуваат црковниот живот на МПЦ. Цели 10 века од своето создавање, Бигорскиот манастир го нуди своето гостопримство за сите добронамерници, подвижници, поклоници, верници, туристи, привлечени од раскошниот пејзаж и уникатниот иконостас, но и за оние кои овде бараат помош, оние кои дошле надевајќи се на спас и исцеление. Тој бил и останал значаен дел од нашата историја, важен фактор во борбата за нашата национална самобитност и богата ризница на нашата култура и православна духовност. Од конак Горни Палат се наоѓа Синодиконот кој што имате можност да го видите и во кој што е насликана целата историја на Бигорскиот манастир, а во манастирскиот конак Источен Палат се крие импозантната двокатна библиотека со својот специфичен интериер и богатство со над 30.000 древни и нови книги. Трпејќи го кршењето Твои
Твоите вилици многу страдална, Ти си ги скршила челостите на лавовите, и храбро си го поднела корнењето на ноктите, изгорнувај ти ја лутната, свирепост на заблудата, и кога си била фрлена по морските длабочини, Ти си ја потопила злобата на лукиот непријател. Се зацврсти неговата голема милост во нас и вистината Господова останува вечно. По Твојот блажен крај, славна Каритино, кога си била фрлена во морето, Твојот татко те зеде, извикувајќи со чудење, мое свето и љубено чедо, како сега се исполни со благодат, со магите на честното страдање, Ти колку го исполни планот на Твоето име, предскажано со помош на благодата. See
мудрост, простост. Вечерни прокиме. Господу цариця, лепоту облечеся. Облечеся, Господ, силой предпоясася. Господу цариця, лепоту облечеся. Ибо утверди вселенную, яже не подвижиться. Господу цариця, лепоту облечеся. Слову Твоему подобайся, Тиня, Господи, долготомний. Господу цариця, лепоту облечеся. Да речеме сите оцета душа и оцета наша помисла, да речеме. Господи, помилуй. Господи, Вседержителю Божере нашите татковци, Ти се молиме, чуйни и помилуй. Уште се молиме за благочестивиот православен народ, за неговиот живот и здравие и спасение, Господа, што од Бога му помрава се да помири под неговите розе, се да помиријат трути. Уште се молиме за високо преосвещениот митрополит наш Тимотеј и преосвещениот епископ Партени и за сето во Христа наше братство. Уште се молиме за блажените се кои спомнувани создатели Нова световител Јован архиерей, Иларион Иеромонах, Митрофан Иеромонах, Хаджи Тараси Иеромонах, Арсен Иеромонах, Јоаким Иеромонах и сите порано покојни православници, браќа наши кои почиваат овде и насекаде. Уште се молиме за милост, живот, мир, здравје, спасение, посетување, прошка и разрешување на гревовите на Божите раби и браќата на ова света обител. Уште се молиме за оние кои придонесуваат и добро прават за овој свети сечесен храм, за оние што се трудат, беат и за луѓето што присуствуваат, очекувајќи од Тебе голема и богата милост. Зашто си милостиви човеколюбец Бог, и Тебе слава Ти го донесуваме на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин.
Достойне Господи, во вечер да се сочуваме без грев. Благословен си Господи Боже на нашите отци и фалено и препрославено името Твое во векови. Амин. Нека биде Господи милоста Твоја на нас, како што се надевавме на Тебе. Благословен си Господи, научи ме на повелбите Твои. Благословен си Владико, вразуми ме со повелбите Твои. Благословен си Свети, просвети ме со повелбите Твои. Господи, милоста Твоја вечна, делата на рацете Твои не презирај ги. Тебе Ти прилега пофалба, Тебе Ти прилега песна, Тебе Ти прилега слава на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Да ја исполниме нашата вечерна молитва пред Господа. Господи, помилуј. Боже, заштити не, спаси, помилуй, запази не со Твојата благодат. Господи, помилуј. Целата вечер совршена, света, мирна и безгрешна ја просиме од Господа. Подай, Господи. Ангел на мирот, верен раководител, чувар на нашите души тела, просиме од Господа. Подай, Господи. Прошка и разрешување на нашите гревови и прегрешенија просиме од Господа. Подай, Господи. Се што е добро и полезно за нашите души, мир во светот, просиме од Господа. Подай, Господи. Останатото време од нашиот живот да го поминеме во мир и покаяние, просиме од Господа. Подай, Господи. Христијански крај на нашиот живот, безболен, непосрамен, мирен и да дадеме добар одговор на страшниот Христов суд, просиме. Подай, Господи. Спомнувајќи ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија. Пресвятаја Богородице, спаси нас. Со сите свети и самите себе, еден друг и сиот на живот на Христа Бога да го предадеме. Нашите глави да ги приклониме пред Господа. Биде благословена и препрославена власта на Твоето царство, на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Воскресение Твое, Христе, спасе, всё просвети вселенную, и призвале си Твое сознание, всесилный Господи, слава Тебе. Господь, воцарися, влек облеченься, Господь, силою и препоясася. Древом спасе упраздниле си, уже от древа клятву, державу смерти, погребением Твоим умертвиле си, просветил же си род наш восстанием Твоим, дем же вопием Тебе, животно добче, Христе Боже, на слава Тебе.
Твое и тридневно воскреси, Господи, слава Тебе. На Твоя дом, Господи, му припаѓа свето за долго време. Животу начели сте, волеju страст претрпели сте и гради, поажестише, яко силен, тамо Твоего пришествия, ожидающия, исхитив яко царя крепкаго, рай место ада житни даровале си, тем же и нам славящим тридневно е Твое восстание, даруй очищение грехов и велию милость. Яко виде сто очимо и спасение Твое, že si gotoval pred licem всех людей, светво откровения языков и славу людей Твоих, Израиля. Святи Боже, святи крепки, святи безсмъртни, помилуй не. Святи Боже, святи крепки, святи безсмъртни, помилуй не. Святи Боже, святи крепки, святи безсмъртни, помилуй не. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух и сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Пресвета Троице, помилуй не, Господи, очистини ги гревовите, Владико, простини ги беззаконијата, свети посетени, исцели ги немоките наши заради името Твое. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух и сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Отче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес, и простини ги долговите наши, како што им ги проштеваме и ние на нашите должници, и не воведувај не во искушение, но избави не од лукавиот. Зашто Твое е царството и силата и славата на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш
и во вечни векови. Амин. Егдасни шелестих свети, Животе безсмертни, И при крај на вечерната богослужба сакам да кажам неколку информации за утрешната централна прослава, односно манифестација по повод 1000 години Бигорски. Таа ќе започне во 9 часот со директен пренос на македонската телевизија и на македонското радио Радио Скопје. Чествувањето почнува со света божествена литургија со која што киноначалствува неговото блаженство архиепископот Охридски македонски господин Стефан во сослужение со своите собраќа од Светиот Синод. По завршувањето на литургијата со пригодно слово кон присутните ќе се обради архиепископот господин Стефан, а после него и покровителот на прославата, председателот на државата Стево Пендаровски. Во продолжение од страна на митрополитот Тимотеј и епископот Партени ќе бидат доделени ордени, благодарници на заслужни поединци и организации кои дале мерки и здравствени протоколи. Овде го завршуваме преносот од Бигорскиот манастир. Пријатна вечер, останете со програмите на македонската телевизија. Јоаким и Јана, и помолите на сите свети да не помилува и да не спаси, како добар и човеколюбен. Амин. Святого Владики нашего, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуј нас. Амин. Сите вечерни молитви ще ги упатиме кон Господа и кон Света Богородица и кон Божите угодници, нека бидат на душевна и телесна полза, ще многогодини да ги дочекуваме, да ги прослуваме.
а тие со Свети Јован Крстител и претеча покровител на овој свет манастир, нека бидат наши молитвеници пред Всевишниот Господ, да ни подари силна и непоколеблива вера, да одиме по вистинскиот Христов пат и да наследиме Царство Небесно, сега и во сета вечност. Амин. Владико и священо началника нашего, Господи, сохрани на многая лета, на многая лета, на многая лета, Владико. Да се упатиме во дворот, млади битолчани ќе ни придадат патлијата. Тоа символично според нив представува светлината што Бигорски ја давал преку Христа низ целата историја. сега.